Дали знаете дека мермерот што е вграден во Ресенскиот сарај е носен од локалитетот Плочине кај село Болно? На 3 јули 1908 година, командантот на турскиот аскер во Ресен, мајорот Ахмет Нијазибек, се одметнал од својата војска и станал еден од водачите на младотурската револуција. Во 1908 до 1912 година го изградил Ресенскиот сарај, кој до ден денес представува значајно обележје на градот. Сарајот служил како седиште на многу управи по балканските војни. Тука била сместена српската управа, а потоа управата на кралството Југославија. За време на двете светски војни овде се наоѓале окупаторските управи, а по ослободувањето биле сместени градската управа на Ресен, Домот на културата Драги Тозија, градската библиотека, Музеот на Ресен, Ресенската керамичка колонија, Радио Ресен и неколку простории на невладините организации, од кои едната го носи името на Нијазибек. Дали знаете дека турскиот бек во Ресен бил многу добар пријател со турскиот бек во Битола? Еден ден битолскиот бек му најавил дека наскоро ќе стане турски конзул во Париз. Кога битолскиот бек стигнал во Париз, му пратил разгледница на својот пријател во Ресен со слика од палатата во која што живеел, со зборовите: "Драг пријателе, јас живеам во овој сарај." Кога Ресенскиот бек ја добил разгледницата од својот пријател, веднаш ги испратил своите поданици во Париз да го најдат проектот на палатата. За 4 години тој изградил иста таква палата во Ресен. Кога неговиот пријател се вратил во Битола, тој го поканил на гости во Ресен. Битолскиот бек стоел зачудено пред сарајот, а Ресенскиот бек му рекол: "Драг пријателе, ти во ваков сарај живееше 4 години, а јас ке живеам до крајот на мојот живот." Сарајот на Ресенскиот бек денес е музеј на град Ресен.